Тешко е врата од југо да се отвори, а? Како па да не? Пробај со 100 кец, пробај да си растен во 100 кец. А растена си во 100 кец? Бел. Знаеш ли? Добре дојде во југото. Добре дојде, фала ти. Знаеш ли ние хардкор као типа првиот дожд, свекиците ги нема и ти секоја бара вирче у Скопје, ја го памтам детството древам као мисирка вака остината. Имаш ти грејење, бе, ти апгрейд као скроз супер. О, топло ти е барем? Да, сега одма готово ќе се раскомути. Знаеш што се слуша прво во југо кога ќе влезеш? Не знам. Вратата посилно удријана. Тоа го има забораено од заставата, па да, не си затворена. Тоа имам од новиве генерации на Не, овде удира и неќам да ми паднеш. Ете така. Го погодивме. Следно едно појасче клај си, прво за безбедност, второ бубица да се кламне за нешто друго. Веднаш. Еве сме овде. Веднаш. Сум Ете заборавила така. како се ова изгледаше. Тоа Тоа е таа младост. Мене ми свират не, воопшто. Овде вистина многу свират низ Скопјето. Јас ја каква свирка имам? И ја. Ова е за поздрав. Во Битола така свириме, здраво, како си? Луѓе Ивана Кнес во југото. Hello. Малку ми се извалка југото попат. Вчера го миевже ми се. Ама не ти верувам, добро, окей. Периодот е таков, мислам, онака, Периодот, едноставно нема поента пирење. Ама и достигнеш до Скопје, вистина предизвика патот. Много е фраерско, морам да ти го пофалам. Фала ти. Јас сум фан на оваа линија на автомобили, Да. како што напомнам. Ќе одам наваму, така можеме за некој аеродром таму? Да, Од јас малце во Скопје се губам. Кај се, имаме дестинација или ове Не, рандом ќе си возиме, фристайл. Тире право. Ето така, готово ќе си возам јас, но тука сум, нигде не бегам. Кажи ми, како си го врвиш денес, те видов од Савајле, си почна со трчање, жива вода на стори снимена. Абе, знаеш што се дешава еден период кај нас во Македонија. Јас сум 15 години со оваа работа, значи моден дизајнер за оние кои што не ме знаат, hello. Многу е чудно тоа што во последниве 5-6 години, поготово моја генерација, значи ќе помнам 40, поготово моја генерација, се повеќе актуелна гојазност кај жениве. И сега тоа се пораки као нон-стоп, знаеш, као се стапуваме во брак, раѓаме деца и никако, мислам дека општествено не е системски. И се прави шатдаун, готово, не постојам веќе, се заборавам и чао пријатно. И сега, јас сум една од оние пак обратните, јас младоста си ја поминав како топче. Значи не бев дебела, него бев топче, се тркалав. Тоа е интересна приказна за тебе. Сега може и незгодно малку, али колку беше, колку кила беше? Јас во еден даден момент, значи бев трамвестит, затоа што сум висока 178 и со 100 кила, кои што ги има во 98 конкретно, јас бев транџа, значи кога ќе се облечам онака на штикла со шминка, се губиш тука, не знаеш кај си, разбираш, катастрофа бев. Мислам, тоа беше забеган еден мој период, кај што и тоа баш младост, баш онака пик на младост, да речеме. И на некој начин малку ми е криво, затоа што да речам посвежиот, ајде као по знак навода, дел од животот го поминав со вишок килограми. Ама па сега па не ми е затоа што како старам се поуда сум и се поненормална и се поголеми глупости правам на моја среќа. Добро, сега се отвори, така да. Божур се отвора. Мада морам да признам дека луда младост имав тоа дефинитивно. Да, ама сепак си креативен човек, се занимаваш со креативна уметност, можам да ја наречам слободно дејнството е веќе уметност. Како те откриваат мало, ти како се откриваше само, секој сакаш нешто да се облекуваш во така фенси алишта нешто или само си дизајнираше по дома? Од мала како се понашаш? Еве сега првиот муабет за мене кој што има у фамилија, јас не го памтам ова, сум имала 4 години. Моја војна има дојдено нешто со мајка ми правеле муабет за као кидам на свадба, не знам. И јас сум ти избацила од нигде никаде со цртеж на сукња и блуза и сум рекла ова треба да го носиш. Од нигде никаде. Војна ми била као укочена, како шуе со детево, како. И знам дека го имав оној тик, како, мислам тоа ми од секогаш, морав се да преправам. Значи на мајка ми венчаницата отиде. А не ти се бендисваше ништо? Нема, тоа куклите никогаш не беа у оригинална верзија, значи се тоа беше искасапено. Ги стрижеше вака фризури му правеше? Не, гардеробата, ги немав тие трауми од детство, не, него само едноставно се бавев со тоа дека може да биде подобро. И тоа ми беше доста голем проблем професионално, пошто таа потрага по совршенство може да забега малце. И да, во еден момент малце и така истригирав натаму, ама се вратив на цела среќа, окей, тука си.
Се е окей. Значи си почнала ете така со дизајнерство, да речам, имаш доста успешни брендови, мотивирачки делуваш на многу, да речам, жени најголем дел. А се надевам и мажи, зашто да не. Кој ти бил, да речам, некој ете дизајн кај што си рекла, леле, ова ќе биде најголема утка, ма испаднало обратно, знаеш, па запалило премногу. Да не си била задоволна од она ти што си го направила, па Добро ти е испаднало. прашање, знаеш дека прв пат ме прашува некој вако нешто, а милион интервју сум имал. Прв пат си во југо, нормално, морам прв пат да те... Многу ти е кул југо, многу ти е кул прича. Морам да те прашам нешто Секој за е чест, прв пат. човече, стварно секој е чест. Преку глава ми од она фенсарајон, виж. Така, мило ми е мој човек. Ама ми е Добро, сериозно. Па добро, сега јас сум растана у Маракана, мислам и у Белград Да. на улица, така да се е Да, окей. да. Мислам дека не сум имала нека строго врзување као ова ќе биде неуспех. Меѓутоа, константно сум имала она, ма дали ќе успее. Да. Знаеш, и тоа е веројатно кај секој уметник, сите кои што создаваат со рака, со глас, со што и да е, сите го имаме оној страф и малку, мислам дека еден е само Пикасо на светот кој што бил тако мудање па верувал во својата работа, другиве сме сите као малце Со резерва малку, со да. резерва, да. И са кога нешто поготово па нешто кога ќе те истригира и ќе те испикира од типот на најмалку се очекувал дека можеби не си речено дека нема да успее, ама најмалку се очекувал од некој дел дека ќе се фатат за него и ете го. Тоа беше да речам конкретно, јас имам скоро еден таков случај пред 2 години, 2023, значи веќе се 2, имав еден комплет елеки пантолони кои што за мене беа некоја најнормална Најобична, комбинација, да. Ја мислам дека над 400 комплети продадовме, човече, значи жениве кога полудеа по комплетов, тоа беше лудило. Ама и во последно месечини така на минимализам е малку работата, знаеш, не иќат многу на кинџуреност. Страф не. Од страф? Страф Мислиш? не и се десија оние не можам, не смеам погредно да користам погредни зборови јавно. Се деше Кардашијанки кланот и наметна една естетика на големо ништо. Да. Знаеш, предходно пред таа една Ера. проамеричка ера, Да. ние не бевме толку прозападно ориентирани како Балкан. Да. И малку поинаква естетика имаше и поинакви вредности. Јас сум растана со сериозни дизајнери, каде што треба да го уклучиш кликерот за да, мислам, затоа и станав моден креатор, не заради, сигурно не ради Кардашијанки. Да. Знаеш, Меквин ми бил еден пример, Армани од друга страна контрасно друг пример, меѓутоа се со некаква тежина. И сега одеднаш се појави една ера на големо ништо, каде што со социјални медиуми ти вика ти можеш преку ноќ ако се сликаш гола, пуштиш некое порно, продадеш направиш некои гаки, мајци, не знам што, да бидеш глобален хит, се фатија девојчињава за тоа и толку тука застана. И естетиката се сведе на едно големо ништо, за жал. На пудра, кожа, црно, хеланка, бициклистичка, тесен фустан. Така, најстандард. И што мисли за вака, еве, се, не знам, Битола велила дека добро се облекваме, да речем, како народ. Да, па го убаво од Скопје. Мислиш? Да, знам. Не, мислам проверено. И чупиња и машки, као да. Да, се пази, се внимава. Се пази, вистина, ама има еден некако наиш тренд, не знам дали тоа големата индустрија го наметна, некако сите некако исто ми се облечени. Епа тоа е. Тоа е Да, Кардашијанки. како да остани се оригинален во вакво време? Многу е ментален процес на работа на себе. Значи треба време, така? Да, ама и као сериозно се баталивме малце. Знаеш, као не работиме на себе, као луѓе видат у тератана и рачунаат дека тоа е работа на себе. Не, брат, сериозно си сјебан, џабе ти се мускулите, као Да. се е окей. Мислам дека е тоа и за девојчињата, поготово за женскиот род, ми фали амбиција. Знаеш, као најголема амбиција на девојчињата сега има да се омажат, Да имат деца, да имат фамилија да деца, направат, тоа да. све со пари, да не са нели, да Така, да имаш не од пари, љубов, она. да. И као и не е важно, мислам, јас бев гладна, моја генерација беше гладна за образование, за статус, за диплома со статус, не Точно. купена нели, него онака ти интересира сериозно. Ма да имаш и некаков Имаш производ интерес, интересен, да, да, и имаш креативно интерес. размислувавме. Љубопитност, Ете значи така. сакаш, извини која генерација си? 91. Помалце од мене, да. Ама тука си. Тука имаш сум, да, патема. веќе одам кон 40. Идеш на кај мене. Нема Да. бегање. Преку паркинг ќе свртам малку за на нас. Немаш кај. И така да, мислам дека тоа е, као тоа малку им замерам на помладиве генерации, зошто никого ништо не го интересира подалеку од Инстаграм и од ТикТок. Да, некако Као ептен ни се типот- наметнато како дрога, Да, социјалните као- мрежи.
Ама па видете, сега ќе си ја заследите Ивана Кнес на Инстаграм и ќе ви вели прекрасници на сите, ќе ве мотивира. Ќе ве замара. Да, со ти студираше во Белград. Да. Белград немаше поќе опции, поќе можности. Зошто се врати во Скопје? Тоа не, таа прича ќе се удриш. Ќе не удриш, тајца. Јас се вратив, дипломирав на Академија лепих уметности, Да. магистрирав таму и беше идејата да продолжам, магистратурата требаше да продолжам во Сан Диего. Ме примија на Академија за костюмографија, двајца од цел свет примаат, еден португалец, еден јас. Да. Меѓутоа, во целиот процес што се случува, јас ја носам дипломата која што ја добивам на нострификација во Министерство за култура, ја давам на шалтер и ја прима известна Славица, ако ме гледа, ја поздравувам Славица, животов ми го смени. И Славица наместо да ја пренесе таму кај што треба, ја става кај Нескафето дипломата. И доаѓа од мене, ми се ближи рок, више кај што треба да ги поднесам Да. сите документи, положени испити, оние ненормални испити со не знам каков инглиш и дрн и диференцијални, и доаѓа момент ја да си ја земам дипломата ја нема. Не постои. Не постои. И проаѓа роков, проаѓа уште X време, за да ми се јава, да ми кажа дека е нашла мојата диплома кај Нескафето Така. и дека можам да си ја дојдам да си ја земам еве сега И гратис Нескафе да пиеш. И гратис Нескафе. Ја паднав во толкава депресија, човек. Бев, мислам 6 месеци, тогаш бев божат. 6 месеци бев вака со цигарата, си гледав во една точка пижами дома, знаеш на филмски сцени као од Бардовци, буквално до толку не можев да се создавам. И останав тука, и за да не полудам почнав да правам накид. И long story short, пријателка моја го вида накидот, ме натера да го однесам во петек тогашен да го видат. Преку ноќ, буквално за 5 дена направив бренд, направив фирма, почнав да го продам толкогаш. И се деси драма, и биг драма. Тоа е тоа. Да, и си направи успешен бренд, успешна кариера. Да. Се малку ќе барам едно паркингче овде. Ако слободно. Сакам малку да те дарувам и после ќе сакам да направиме еден. Да, ќе бидеш дарувана. Дарувам, ама дарувам како збор, знаеш како никој не го користи, Скопјани сме селјаци хардкор. Лелелеле. Дарувам, колку убав зборот, мислам. Македонски збор Нормално, подароци. да, ама ќе кажам, ние сме селјачи што да се. Зошто така се вели сега за скопјани? Затоа што сме, мислам, како да не се лажеме, прифаќаме најлошо од сите, од страна, од околу. Не Да, има прифаќаме еден најдоброто. ментален склоп што се вели дека скопјани сакат да звучат малце како белграѓани за да бидат као на повисоко ниво, знаеш, со тие србизми и така натаму што се користат во јазикот. Кај да застанам? Види каков паркинг. Види. Малце може и пред врата сме. Да, добро. Ама ајде ќе, да, кратко ќе, само ми треба малку простор до седење. Да. Вака сега почнуваме со дарување. Јас многу го сакам овој дел во емисијата. Добро. Кажи ми дали имаш миленичиња? 12. 12 миленичиња. Шо чуваш, ајде кажи ми. 9 мачки, 3 кучиња, сите се од контейнер. Знам дека сакаш собрани. мачки многу. Сите сме адоптед, сите сме Леле. контейнерки, многу Контейнерки. се Не може појака, Извини да, да не ја врејам макитата, ама и она ми е јадна од контейнер земана, оставена, мислам. Да. Значи една ми е раса, другива ми се сите кој од кој. контейнерки. Значи вака, сега јас пред извесно време имав едно видео хуманитарно кај што ранев улични кучиња заедно со моја другарка низ Битола, спонзорирано од 5+, и ете 5+ од Битола ти донида храна за твоите контейнерки. Частиме фамилијарно. Има и за кучиња и за мачиња внатре. Се частиме А имаш и фамилијарно. ваучер. Ќе си Благодариме. дојдеш до Битола ако сакаш да си Ќе земеш дојдам. нешто. Треба Да се да прошеташ пијам малку, кафе да. таму, да. Должам кафе, така да, обавезно. Така да те чекаме во Битола обавезно. Одиме понатаму, чекај да видиме вака колотари овде влечам, вака фаќам. Значи мораш да дојдеш Битола, се види како ќе те убедам. Имаш третманче во Ива Бјути центарот во Битола. Така да на твој избор е што Тешка сакаш. работа, баш нема да... Да си се релаксираш по време. Обавезно, обавезно. Ете така. Парфимерија Нуир. Исто така, битолски бренд ти доделува парфемче. Се надевам ќе те бенди се, јас ти го одбрав. Ете Најс. така. Имам уште, чекај да видам. Јака Травел. Така. Да се блокираш дати. Еве ти едно календарче И и сакам. парфемче од не. Ау, сакам. Ете така за новата година да Ау, си имаш благодарим. календарче. И И бребам, уште има? чекај, уште малку. И пошто многу си интересна особа и знам дека ќе не можеш да се однесиш до дома со поклоните, Тргот 24 ти доделува ранче. Сакам. Благодариме. И кога ќе идеш Битола, Добре. од тука сега однапред, јас еднаш однапред, еднаш одназад дарувам. Однапред ќе те пуштам во оптика диоптрија кај да си земиш на очарчиња, сака со диоптер, Сакам. сака за сонце, има милион Ја. брендови, значи Сакам. голем избор. Супер.
И секако патот е тежок до Битола, ќе ти треба може и проверка во Auto Solution со колата, да колку Благодариме. идеш. Види колку си фраер, бе. Па како? Ја, значи прштат поклони од сите страни, не Па знам како? се сврти. Загон. Ете така. Благодариме. Собирај се секаде кај мислиш. Значи ова ти е ова ти е превод доаѓа у Битола. Во превод дојде Да. во Битола, затоа и дојдов во Скопје за да ве поканам малце да ни дојдете во Битола, ти знаеш како има чувство Тука дека малце да видиме. ете така малце сконцентрирано се во Скопје, вистина во Битола имаме милион настани, секој ден има некаков настан, така Да, да ве поканувам знам. сите од цела Македонија што не гледате да си повелите во Малку да Битола. се тргнеме од Скопје, дечки, као Ето Скопје така. не е центарот на светот. Точно, малце ни е хаос реално и во Битола со сообраќај со такви работи, ама па Ама добро, сега градот е Скопје многу почна помирен. ефтино онака Да. расчистено и се е во ред, мислам, Точно. тај да ни се зезаме. точно. Чекај само да видам до каде сме временски. Одлично. Вака ти гледам дека имаш многу тетоважи. Да. Колку имаш? Па површински можам да ти кажам. Површински нема темелно да влеземе во ништо. Површински е цел грб, рацете до пола, една на нога, тука, толку. Да. Имаш и во боја и без боја. Се има. Ете И така. ништо не е... Имаат значење? Сите до една. Со ова цртки овдека, значи ова ми се 4 најголеми трагедии у животот, ова со очите на Буда. Ова ми е најомиленото милениче кое што без везе многу лоша прича со него ми си има десено. Немаш толку време. Јас би слушал. Немаш толку време. Од друг аспект кој ќе се поставува, да речем, тетоваже, кај е најболно, кој е најболно место, кај те болело најмногу? Мене лично на рбет. На реброт, Мене да. лично по должина на рбет ми е смрт. И уште го работиме тој проклет грб и ви го знам дека сега ќе ме пцуе од некоја страна, пошто не ми е завршен. Ко самурај не сум, до крај на живот ќе се бојам. И некако уште го влечам, ама знаеш како, за мене тетоважата било прво означување на нешто што се случило, а второ кога те боли душата, многу ти е потребна. Е, ти оди лубицата, добро, леле, кај уште горе. Ајде, Добре, ова е технички чекај. вакви проблеми. Добро, окей. Кога те боли душата, потребно ти е да ја неутрализираш таа болка со физичка болка. Да. И Ти си пронајде тетоважата е да речем некаква замена, пошто кога те боли физички не мислиш на тука што те боли, а јас имав еден доста шлакнат и турбулентен живот кој што некад или ќе заврши на филм или книга што и да е и сите тие болки морав некако да ги манифестирам поинаку и тоа се преведе во тетоважа. И сега на пример денеска го јадам, Сепак во уметност. Во уметност, да. Денеска го јадам од баби и дедовци. Сам не баби и дедовци, него на генерација, фината генерација од 60 нагоре, нешто што ќе леле каква си на бања, да леле што тетоважи. Пичкарта на цела. Пичкарта на ти ќе даваш совети како за жени, бе, глеј се каква си, така натаму. Добро, тие се предрасудите малце балкански. Да, што тоа ги не си имаме, умре. Тоа Да, не, да. току ќе умре, тоа ни тогаш ќе умре. Па се добро, да, ќе се заборави, нормално се Да, заборави да, многу да. работи во животот. Имаш и клиничка смрт. Да, 15 Имаш години. изјавена така. Да. Што се случва во тој момент? Тоа беше ради проблемите здравствени кои што ги имаш. Да, така? проблемите здравствени кои што се директно поврзани омладино. Слушај, јас си бев знаеш, има алкохоличар и има пијаница. Јас си бев пијаница, значи, онака легитимен. Кој што е 90% од општеството, значи, секоја можна прилика која што сум ја имала за да си пијам, си пиев. И Да. сега, тоа е... Сега не пиеш поќе или? Не, веќе 2 години капка Капка немам алкохол, испиено, да. да. И не пијам више ни кафе, цигара не пушам 14 години. А инаку од 12 години сум на улица, сум идиот кој што се има направено во животот мање више. И се доведов до еден стадиум, колку имав тогаш, човече, пред 10 на години, така 28 години, 29. Така буци, нели, од алкохолите, од се. Од се можно. Нормално јадеш се што ти паѓа на памет и на крај памет ова сега што бројам брашно вакво или брашно онакво, ништо од тоа. И плюс цел стрес, цела травма од цел живот, едноставно си ја платив цената. Да. Си буквално туш само се срушив, ништо. Ме снема, ме немало, не сум имала ни партнер тогаш. Не сум имала ни воздух, не сум дишала ништо, ни срцебиење. Јас имав цена, татко ми беше покоен во тој момент, мислам беше веќе починат. Моето искуство со таа клиничка смрт е светлина, татко ме кача на платформа, ме вика дојди. И типов дечко толку се исплашил ми удри бокс. И со бокс ме врати назад уствари. И најверојатно пошто удрил на место кое не знам, некој шок се има десено. И сега ја отворам очи, ништо не ми е јасно, се сеќавам многу го памтам, да. А временски знаеш што Он ти кажа? почиња да плаче, значи некои 30 на секунди било се на куп од паѓањето, значи претпоставам дека е толку негде. Он почиња да плаче пошто не му е јасно што се дешава. Вика ти не беше тука, вика ти почна да остинуваш, вика знаеш како ептен беше језиво. И
Тоа беше еден од тригерите кој што си викам чекај малце. Второ беше на работа. Разговарам со девојката која што работи кај мене и она ми вика Ивана и сега почине викам што е бре? Погледни се. Ја почнам да модреам. И ствари мене ми се спојуваат притисоците. Јас него не чувствувам тоа здравствено. И си викам окей, дигај ручна, чекај малку. Мора да се смени нешто. Мора нешто да се смени. Покан доктор Јошко и со него имаме една интересна прича. Одам на систематски кај доктор Јошко. Како влегувам, ме гледа, ми вика тебе те чекам цел живот. Како бе, викам, човек, ја прв пат те гледам, викам, како ме чекаш ти мене? Вика, те гледам по интервјуа, точно ти ја гледам пасијата и жарот кој што го имаш во тебе. Знаев дека ќе ми ја поминеш вратава, после сите прегледи што ги направи, ми рече, вика, слушај, немаш ништо конкретно нефункционално, ама се не ти функционира. Значи, или вика ќе го смениш начинот на живот, или вика за година денес вика ја ќе јадам блага пченица, вика многу ќе се дотрам кај тебе на погреб, вика да знаеш, да. И така да сето тоа заврши со една моја промена, која што прво, видиш интересно, ова нигде го немам кажано. Првиот чекор кој што го направив за комплетно да се исчистам, многу нетипично за мене, започнав пост. Но не оној здравствениот, не здравствениот, туку религискиот. А религискиот го почна. Си ветив сама на себе дека не врзано со датуми, дека бидејќи сепак нели основата е не лажи, не кради дрна, 10 заповеди. И се свикам, чекај, викам, реално не би требало да го правиме ова, као не треба да го претаруваме. И поставив некои добри 3 месеци. И после 3 месеци, и тоа послано легитимен, со се си пратев, не пиев алкохол, без лоши мисли, како што треба. И после 3 месеци почнав некако да се издишувам и си викам, чекај малце, let's go, ајде да пробаме. И се тоа е еден огромен процес, луѓето мислат дека се е преку ноќ. Не, јас после тоа си имам пак вратено на алкохол, па пак го тргав и слично. Тоа не може преку ноќ. Не е преку ноќ. Цигарите ги остави преку ноќ, ниф не направи вака. Па не знам како успеваш, али добро. Со 40 температура станав во Белград, таму живеев тогаш. Залепена бев од болки, пошто ми стоја цигарите на надкасна, вака ја ставив цигарата и правам, и ова почина да те пече унутра се што вака постои од тебе, вака ја гледам цигарата и викам, дебилу, ја изгасив и тоа беше тоа. Значи сепак здравието е клучно. Да, кај мене секогаш било здравието. Естетика никад не сум имала проблеми, као 100 кила бев пичкетина, така да не ми било тоа проблем, сериозно. Никад не сум се бавела со тоа од истински, ама здравствено да, многу ми изиграло. Сега се чувствуваш добро, енергија во тебе. Мислам, вака те гледам супер си, да. Абе, 2 години ни грипче. Значи ни вирусче, ништо, се е окей. Мислам, и тоа ми е таргет, као мене не ми е целта да јас ја као излијам, не знам како или не знам, тоа е пропратно, окей. Ама у суштина идејата ми е да не влезам во македонска болница, пошто не е чинат. Точно, да. Нема кој да не лечи. Сите снимали искуство, да, од тоа нешто. Го јадеш да го влезеш, може и да не исходиш, така да. Никако с краја, да. Така. Вака се да видиме само уште кратко овде колку сме. Одлични сме, кажи ми сега, сетите ми упати само на кај да возам, отија се редам да се вратам. Врати се назад и после одиме, продолжуваме по патот. Ете така. Дур да одиме до локацијата кај што сакаш да те оставам, ќе ми кажеш, да, пошто си доста мотивирачка, дали си имала некоја ситуација кај што сигурно си имала, ама да извеш некоја таква интересна ситуација кај што, например, еве си спасила некоја личност од некаквите тешки моменти со твоите изјави, говори, мотивирачки и така натаму. Некој да ти рекла ми го спаси животот ти. Имам директно спречено самоубиство, бар така ми е кажано, девојката ми има кажано самоубиство, дека не се самоубила заради тоа што почнала мене да ме размислувала за самоубиство. Јас тој период пишував колумни во женски магазин и знам дека бев многу активна на социјални медиуми, многу повеќе од сега. Тоа беше пред да се појави ова модава за инфлуенсерство. Да. И знам дека тогаш добивав многу пораки од многу млади луѓе. Знам дека еден дечко се запиша на факултет заради мене, знам дека девојкава конкретно ми има кажано дека не се самоубила, не си го земала животот заради моите приказни и се тогаш што слушаше и што читаше од мене. Така да тоа да речеме мој личен најголем успех како човек. Да. Значи, освен тоа што самата на себе си напред да имаш подобрување, ги подобруваш и останатите со твојот инфлуенс. Да, дури, например, на моменти кога ми викале, знаеш, многу често и новинари, Ивана бе, мораш да бидеш поактивна, мора многу повеќе да зборуваш, вика, не си свесна, вика, импактот кој што ти го имаш, вика, поготово на помладите. Меѓутоа, знаеш, од цел тој процес, јас не право. Сега цело време право.
Во цел тој процес, во се што се случува, поготово со социјални медиуми, луѓето забораваат дека и ти си личност, и ти си некој кој што има тешки денови, и ти си некој кој што има човек од крв и месо. Да, и јас многу ги мразам инфлуенсериве, сериозно ги мразам, може би мразам и многу јак збор, ама да, као ги мразам што ги лажат девојкиве дека се е толку така нашминкано, идеално, перфектно, бла 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 бла, како ми да ми ја залепам. Дури мислам дека пола од нив имате идеологија дека шоу бизнисот е лага, дека ти треба да лажиш на камера, дека не треба да си искрен. Мене менаџер ми го има тоа кажано, као не може ми вика ти да ставаш слика од тебе без шминка, таква не бања, така што се бајлево, кој што сум. Зошто бе луѓе, викам, тоа сум јас. Ти си ти, да, така е. Значи викам, до кога ќе ги лажете децава, поготово деца ме гледаат, разбираш? Зашто да го лажам детево да живее во илузија дека I woke up like this. Не без срце, станувам оттечена, ваква, искривена, смрдам, сме такви, да, окей. Као ти мирисаш дивот, уреду е, мислам, тоа е тоа, ама знаеш као некако почнавме да живееме во огромна лага и да си наметнуваме дека се е идеално, туи, све е окей. Не. Не функционира така работите во реалност. Значи не. Да знаеш што му цело време право. Да, готово. И моментот на некако тоа почна многу да ми пречи, заради тоа и се повлеков, мислам дека, знаеш, као почна да се наметнуваат инфлуенсери кои што се идеално, се е прекрасно, се е вау, се не ми мјаукајте човече, животов е тежок, мислам да не се лажеме, онака. Да. Као имаме моменти кај што не ти се дише, не ти се јаде, не ти се живе. Дај го тоа да те видам, дај како ќе станеш од тоа. Мислам, тоа е тоа и сега некако не ќе пројде толку време, нешто сега као почнувам пак да постирам повеќе, да речеме. Затоа што знам дека жениве кои што ме следат, пошто во принцип имам околу 90% женска публика од моите следачи, жениве кои што ме следат, знам дека сум им важна и многу ми е важно нешто на поголем човек си, ако оставаш таков аманет позади тебе. Ако правиш да луѓето се чувствуваат подобро, ако правиш да не зборувам за онаа лита забава лево на семафори. Не зборувам за онаа лита забава кај што сега ќе се крезекам нешто пред екран па ќе се правам паметна. Не. Него сепак некои суштински работи кои што можеби на некој начин ќе ти го истригираат денот и ќе ти го променат и ќе те насмеат, и ќе те расположат и ќе ти направат да биде убаво. Тоа е. Многу си позитивна како личност, прв пат во животот те гледам, морам да те пофалам во тој дел. Супер енергија шириш, ти посакувам да ја шириш и понатаму, и еве преку југото се надевам ќе расшириме што е можно повеќе од тоа што Југо вајб. Југо вајб, така е вистина. Јас си поминав преубаво југото, кажи ми ти како си помина, дали се чувствуваше супер? И јас, прекрасно, баш ти кажам, мислам секој че за концептов, многу ми се допаѓа, стварно ми е преку глава од се што е оној наметнат кичи фенсарај, тука имаш десно паркниче. Така да, не знам, go, само напред. Go with the flow. Go with the flow, југо вајб, естетика и етика. И не знам, ти посакувам многу така природни, нормални гости кои што луѓе ќе видат која е вистинова на секојдневието. Одлично, тоа ти беше супер порака за на крај. Јас обично велам ајде да ги поздравиш и гледачите со таа порака, ама одлично ти беше ова за на крај. Палатично ми беше гостинка, супер си поминавме, мислам дека во јукцето, се гледаме во некое народно издание и ти чекам Битола да ни дојдеш. Договорено, морам поклоните ми се. Нормално да, тоа ти е прилик. Чао. Чао, луѓе. Чао.